Невиден амбиент и атмосфера, драги гледачи, и невидено расположение владае денеска помеѓу мене и суперзвездичките. Зошто? Бидејќи сме гости каде? Во Вива Сокови! Денеска сме гости во една од најдобрите фабрики за производство на природни сокови, а тоа е фабриката Вива. Денеска ќе бидеме гости овдека и ќе провериме дали вистински соковите на Вива се едни од најдобрите сокови кои што воопшто постојат на Балканот. Јас сум расположен, вие дечки? Да им автеме на нашите драги гледачи, да ги поканиме да ни бидат гости во оваа емисија и да видат за какво чудо станува збор и колку све интересни и убави работи денеска ќе видиме, запознаеме и научиме. Многу пак не чуштенешка до сите кои се со нас, а сега одиме со трчање да ја нападнеме нашата омилена фабрика и спонзорот на Суперзвезда, тоа е која фабрика? Вива Сокови! Одиме во Вива! Је! И еве, драги гледачи, денеска суперзвездите се гости во фабриката Вива, а денеска овдека домаќин ни е Дада Тања. Здраво, Тања, добре дое во Суперзвезда. Најдовте? Како си, Тања? Добро, вие како сте? Еве, одлични, дечки, како сме? Супер! Сме биле на волкубаво место до сега? Не! Аплауз за фабриката Вива 3-4, браво! Леле, колку убаво и топло не примивте овдека. Сте имале ли ваква гужва со волку многу деца до сега? До сега не. Ова е најголема гужва. Знам дека доаѓале и друг пат дечиња овдека од основни училишта од градинки. Значи, Да. Значи сме имале доста посетители од повеќе градинки во Скопје и од неколку училишта. еве ги прв пат се суперзвездичките тука. Дали е топ фабрикава? Да! Супер. Кој има прашање сега за Дада Тања? Леле, да, Тања, многу прашања имаме за тебе денеска. Ајде видам кој ќе го постави првото прашање. Еве, Јасна, повели злато ти. Здраво, јас сум Јасна и сакам да прашам Дада Тања по колку сокови прават на ден. Убаво прашање. Ајде Дада Тања да ни каже, значи фабриката Вива колку сокови прави на ден. Така, значи фабриката Вива има производствен капацитет од 80.000 литри дневно па до 100.000 литра, зависно од типот на амбалажата. Дали се работи за кесички од 0,2 децилитра или пак се работи за сокови од 1 литар или од 2 литра. Многу усвено прашање кој ќе постави 3-4 да видам. Ева, женска овде облечено зелено што се вика Калина. Калина, добра си? Да пукне. Твоето прашање е? Здраво, јас сум Калина и сакам да прашам Дада Тања колку години постои оваа фабрика. Ајде да Тања. Колку години постои фабриката Вива? Значи фабриката Вива е формирана во 1994 година и постои веќе на пазарот 13 години. Првото производство на Вива започнува во дојпак амбалажа, тоа се кесички од 0,2 литра. Еве ги значи сокчињата, ова се првите амбалажи на сокчињата. Вива, да. Значи првите вкусови на Вива се во портокал вкус и коктел. Меѓутоа денеска Вива бележи еден динамичен пораст и развој и имаме околу 23 вида на овошни сокови кои се произведуваат во нашата фабрика, зависно од типот на амбалажата. Ова се тие сокови денеска што се прават сите? Да, значи имаме 7 вкуса во дојпак амбалажа, тоа е оваа амбалажа нели со метната сламка внатре во самата фолија. Потоа имаме 1 литар пјурпак амбалажа, 2 литра пјурпак амбалажа и черпак амбалажа која што се полни во 250 мл и во 1 литар. Како викаше оваа амбалажа Миле на рекламата, нема дупчење, Само шмукање! само шмукате. Шмукате ли вие дома на училиште и секаде каде што си одите помалку, а? Да! Значи, да видам сега кој редовно пие Вива соков да крена да брста, леле, колку пијачи имаме тука. А пиете ли на училиште? Да! Пиете дома? Да! Вие пиете ли на работа Вива соков? Секојдневно. Секојдневно, значи тоа е ваша работа да пиете соков. Така е, значи да ги пиеме и да ги дегустираме. Прекрасно, би сакале да работите вие така Вива и на работа да си доаѓате да си пиете сок? Да!
шо убаво. Следното прашање кој ќе го постави? Еве да видам оваа кукла овде, повели Дијана. Здраво, јас се викам Дијана и сакам да прашам Татања што освен сокови што друго произведуваат. Дали вашата фабрика прави нешто друго освен сокови? Значи, Вива произведува исклучиво овошни сокови, значи природни, и затоа што сме целосно сконцентрирани на производството на соковите, затоа и квалитетот е врвен. И нема ништо друго ова И фабрика? нема ништо друго, значи само сокови. Одлично. Понатаму, следно прашање. Повели Златото. Здраво, јас сум Андреј и сакам да прашам Татања колку работници има во фабриката Вива Сокови. Супер. Во вашата фабрика колку работени има? Па ние вкупно се вбројуваме 50 на работници, вклучувајќи производство, магазин, финансов сектор, маркетинг, шпедиција И генерален директор. и продажба и генерален директор. Така, ќе имаме ли денеска шанса да поминеме низ целата фабрика и да ги видиме погоните процесите, како од ништо се произведува нешто, како од овошје се прави вашиот сок, а на крај да го видиме и директорот. Така. Значи, планот за денеска е да го прошетаме производствениот процес, да видиме како се прават сокчињата Вива, па потоа ќе се качиме во магазинот да видиме каде ги складираме и од каде ги носиме до продавниците, па потоа ќе се качиме кај генералниот директор и него да го поздравиме. Супер. Сакате дечки да направиме ваква прошетка денес? Да! Супер. Ајде да видиме, само да видиме дали завршивме со прашањата. Не, уште прашање има. Кој ќе постави следно прашање? Повели Златото. Здраво, јас сум Еланора и сакам да прашам Татања што работи. Ајде Тања да ни каже сега, значи што е твојата работа? Значи, како што кажавме на почетокот, јас сум маркетинг директор и мојата задача значи во фирмата е да се грижам за сите рекламно-пропагандни активности, вклучувајќи рекламите што ги гледате на телевизија, потоа радио рекламите што ги слушате на радио и печатените материјали, односно рекламите во Наш свет, Другарче и Развигор. Сега ова прекрасен момент да го искористам овој момент, да те пофалам да кажам дека си еден од најдобрите маркетинг директори што воопшто сум ги запознал до сега. Одиме сега со уште едно прашање да видиме, немаме многу време. Еве Злато, повели кој е твоето прашање за крај, па да одиме да видиме каде се прават сокчињата. Здраво, јас сум Ана Марија и сакам да прашам каде се продаваат Вива Соковите. Ајде Тања да ни каже, значи откако ќе се направат, откако сето ова ќе заврши во процесот на производство кај вас, каде понатаму во продажба? Значи, ние од кога ги произведеме, ги дистрибуираме директно до супермаркетите, до големите магазини, како и до продавниците во Република Македонија. Меѓутоа, нашите производи, освен што може да се најдат на домашниот пазар, може да се најдат и во Србија, во Косово, во Босна, во Италија и дури и во Канада. Тука имав едно прашање, значи, дали вашата фабрика е македонска фабрика или станува збор за странска фабрика? Каква фабрика е Вива? Значи, Вива представува македонска фирма, значи македонска фабрика со собствен капитал. Македонска инвестиција, значи нема ништо странско. Нема ништо странско. Значи сето тоа што се прави, што се измислува, се прави овде. Така е, значи све потекнува од тука. Дали овие рецепти по кои што се прават соковите се македонски или се купени странски? Така, значи за рецептурите се одговора нашиот тим, значи во производствениот процес, каде што од таму доаѓаат идеите и се прават анализи и истражување на пазарот кој производ треба да се пушти во продажба. Одлично, фала многу. Сега, видовме, значи, каде е Татања, што работи Татања, само не видовме кај се прават сокчињата. Ќе може ли додиме сега да видиме кај се прават? Може, нема проблем. Дечки, расположени сте да одиме тамо? Да! 3, 4, тргаме. Дојдени сме сега на едно интересно место кај што Татања ми каже дека ќе запознаеме некого. Кого ќе го запознаеме денес? Така, значи јас би сакала да го представам Батко Ристо. Он е директор за комерција и од сега па натака ќе биде придружник наш, нели, во целата прошетка на нашата фабрика. Супер, фала Батко Ристо. Здраво, живо и добре ни дојде во Супер Звезда. Како се? се? Најдов, одлично. Дечки, како сте вие? Да го поздравиме Батко Ристо, да му кажеме здраво Батко Ристо. Како се чувствуваш со волку многу деца? Одлично. Баш ми е драго. Ме интересира, значи сите знаеме што е тоа директор, не знаеме што е комерцијален директор. Ќе можеш ли да ни објасниш? Можам. Комерција опфаќа продажба на производите на фирма.
Значи без комерцијалниот сегмент во една фирма, нашите производи сигурно не би се нашле на овој пазар. Така, значи твоја работа е откако ќе се направат соковите да се Да се продават точно. А прво сме тука за да видиме како тие се произведуваат, нели? Точно. За да може да се продадат, прво мора да ги направиме. Така. И сега дојдовме на едно многу интересно место за Тања. Што ќе правиме сега овде? Значи сега, бидејќи ќе се симнеме во самиот процес на производство, потребно е да сме облечени соодветно, значи бидејќи влагаме во прехранбена индустрија. Ова е еден значи од тие моменти кои што сакав да го покажам, еве да можат камерите да видат, еве како се прави тоа. Згоден сум вака сега, дечки? Да. Убав, симпатичен, да? Сакате да ме гледате ваков од сега па натаму? Не само јас, значи сите ќе бидеме вакви. Да, значи треба да имаме капи и треба да имаме мантели со нас облечени. Или Значи, мајки. специјалниот дел. Тоа е дел од кои стандарди? Значи, фабриката Вива има воведено два стандарди. Едниот е ISO 9001, тоа е стандард за квалитет, а другиот е HACCP, кој што представува стандард за безбедност на храната. Значи за храната да биде направена безбедна, мора да има некои стандарди, тоа е дел од стандардите, значи да не може влакно да падне или нешто друго да се случи, или бактерии или вируси да може значи да се внесат. Комплетна безбедност на производот, од микробиолошки, хемиски анализи, потоа до личната хигиена на вработените, хигиената во самиот процес на производство и така натаму. Ајде да се облечеме вие, ние, Батко Ицко, овдека и супер звездичките. Спремни сте за да се, значи да ги испочитуваме стандардите? Да! Ајде, 3-4, одиме да се облекуваме. Подготвени ли сме сега, Тања? Сега сме спремни и можеме да тргнеме во процесот на производство. Значи, ова беше тоа, вака треба да бидеме до терен, да покажеме какви сме да не видат мајките, татковците, нашите гледачи што не гледаат у моментов, да видат дека сме направени по сите стандарди, нели? На HACCP, така. На HACCP спремни да влегуваме директно во производствениот погон на фабриката Vivax, односно да видиме каде се прават сокчињата на Вива. Одиме, дечиња? Да! Полетуваме? Еве сега брзо, дечиња, завртете се да им мафнеме на нашите гледачи да видат дека овдека сме сите весели и расположени, да видат сега каде дојавме до Тања. Значи ние сега моментално се наоѓаме пред производствениот погон. Така и кажавме дека пред да се влезе во производството мораме да го научиме домашниот ред, куќниот ред, така? Значи постојат правила за лично однесување и за хигиена. Кога ќе се влезе во самиот процес на производство, не смеете, значи да ги пишете рацете на машините. Значи, дечиња, договорено дека нема да пипаме ниту едно од машините? Друго? Треба да бидеме здрави, нели? Сите сме здрави и да видиме прво дали сме здрави? Здрави и соодветна облека, се е како што треба? Се е како што треба. Дали смееме да пееме? Смееме? Помалку може да пееме, да викаме. Па не е препорачено. Не е препорачено да се вика, значи тоа може да им штети на сокчињата, но може да пееме, така ќе бидат помузикални и поубави.
Го разбравте куќната реците? Да. Сега, дали сме спремни да влеземе внатре? Да! Одиме внатре да Тања? Одиме. Ицко, одиме? Слободно. Тргнуваме, драги гледачи, по нас. Тања, каде се наоѓаме сега? Значи, моментално се наоѓаме во производствениот погон на Вива. Се наоѓаме пред машината за полнење на 1 литар по припрга амбалажа. И моментално произведуваме ананас 100% сок. Кажавме дека вашите сокови се прават по тајна рецептура. Рецептот е тајна и затоа нема да го покажеме делот каде што се... Така, од таа причина, како што кажа ти Дарко, бидејќи нашите рецептури се тајни, ние нема да го снимиме тој процес каде што е припремата. Горе, добро, но овој процес овдека на полнењето сега, значи на соковите не е тајна. Ова е амбалажата, вака изгледа една амбалажа на Вива Сок. Може да ја видат нашите гледачи, да видат, значи, каква амбалажа е ова? Значи, ова е пјурпак амбалажа од 1 литар. Овие амбалажи доаѓаат овдека во оваа машина и камерата може да покаже и да види во моментот како се додаваат амбалажите, овој пат кој ќе додаде амбалажи од 1 литар сокови од ананас. И понатаму машината што прави, Тања? Тука машината од амбалажа, значи ги формира, ги лепи кесичките, ги полни, повторно ги лепи и ги праќа преку тунел за ладење. Значи кажавме ова е местото, значи каде што амбалажата влегува во машината, а процесот на полнење каде се одвива? Процесот на полнење се одвива во самата машина. Во самата машина. Дали може да отвориме нашата камера и нашите гледачи да може да видат, значи, како се врши полнењето? Еве, ајде, драги гледачи, со се камерата во машината внатре. Значи, сега што правиме? Имаме 3 полнилици. 3 полнилици, да, кои што ги дозираат соковите да имаат точно 1 литар. Зошто тамо чури нешто? Затоа што температурата на полнење е висока. Значи, од висока температура се полнат соковите. Предпоставувам дека се врши пастеризација во момент. Да, пастеризацијата е направена претходно во процесот на припремата, а сега само се полнат на топла, на висока температура. Одлично, благодарам. Многу се надевам дека и на вас ви е интересно, драги гледачи, исто како што ми е интересно и на мене. Од овдека одиме сега каде? Сега одиме да ја видиме другата машина која што ги полни кесичките од 0,2 децилитра. Тоа се нашите омилени сопчиња. Да, дојпак амбалажа за кои се препаративи за мали деца. Сега одиме да видиме кај се прави, значи, драги гледачи, она нема дупчење, само шмукање, така беше? Да, и би сакала да нагласам дека сите машини кои се наоѓаат во нашиот производствен процес се потполно автоматски, современи и модерни и работат по современи и модерни технологии. Одиме да ги видиме. По нас, драги гледачи. Тања, што чудо е сега ова? Значи, ова е машина за дојпак амбалажа. Дојпак амбалажа, како што кажавме, тоа е амбалажата во која што се пакуваат соковите од 200 мл и со совметната сламка. Така, значи, овдека доаѓа амбалажата како што гледам. Ова е фолијата. Значи, да, оваа машина е автоматска, значи директно од фолија, ја формира кесата, цевката автоматски се става и се полнат и одат соковите на ладење. Ајде да разгледаме, значи, машината. Откако фолијата влегува во машината, овде на едно специјално место се прави, значи, формата на сокчето, она што е финалната амбалажа. И оваа машина што прави, рековме? Директно, значи, ја внесува сламката во самата амбалажа. А еве, значи, автоматски како се внесува сламката. Понатаму што правиме? Амбалажата продолжува? Да, потоа амбалажата се сече, се лепи и се полни. Сега да видиме, ја гледате, драги гледачи, процесот на сечење на амбалажата се одвива токму тука и овдека има некои големи температури. Така. Па нормално, за да може амбалажата да се залепи, за да може да се исече, потребно да има висока температура.
Овдека сега гледате како прецизно се сече амбалажа, драги гледачи, неверојатно е, значи ова колку прецизно работат сите овие машини. Значи правиме муабет за најсовремена технологија. За најсовремена технологија со и најмодерни машини. Значи чудо на техникава, драги гледачи. И откако сето тоа ќе се направи, доаѓаме овдека во овој дел каде што се случува? Дека соковите значи излагат и одат низ линијата каде што се носат до тунелот за ладење. Значи од овдека сокчињата се полнат од машината, излегуваат надвор и ги носиме на ладење. Ги носиме на ладење. Бидејќи под голема температура е моментот кога се пакува сокот. Бидејќи температурата на сокот моментално е висока. Може да покажеме дека процесот на ладење може да се проследи од оваа страна, драги гледачи. Еве, ако може нашата камера да покаже, да види. Значи, тамо некаде горе доаѓаат овие сокчиња, влегуваат во оваа машина и они се тушираат со ладна вода. Да, значи исклучиво со ладна вода, за да може сокот кога искочи од тунелот да има соодветна температура. Каков сок правиме сега во моментот? Моментално се произведува коктел дојпат, кој што мислам дека е најомилен на децата. Јас многу го сакам и го обожавам коктел сокот на Вива. Подготвен сум да го пробаме. Може ли да одиме да го видиме тазе направен каков вкус има? Може. Хвала многу. Драги гледачи по нас. Тања, сега каде дојдовме? Што е ова место? Значи сега се наоѓаме каде што излегува финалниот производ оладен и овдека се пакува и од тука го праќаме во магазин. Значи откако ќе се констатира дека се бактериолошки исправни, дека се здрави, дека се супер, сокчињата одат на пакување. Оние кои не се добри не може да бидат пуштени во продажба. Оние кои што не се добри ги селектираме како неосогласен производ и не одат во продажба. Овие овдека сега сокчиња што ги пакуваме овдека кај овој батко се сокчињата од ананас. Еве може да ги покажеме, значи директно кога ќе излезе сокот од лента како изгледа, драги гледачи. Еве го, овој ќе си го земеме да го пробаме, договорено? Договорено. А на другата машина што се прави сега во моментот да покажеме? На другата машина се прави моментално дојпак, значи овдека малите сокчиња се пакуваат. Малите сокчиња, да, кои што се моментално ладени. Значи по колку мали сокчиња се пакуваат во една кутија? Значи во една кутија има 30 мали сокчиња. А во големите кутии, од големите сокови колку се пакува? 12 комади. 12. Во моментот колку луѓе работат сега на пакување? Моментално работат 20, а вкупно во една смена има 4. Благодарам. Значи дека нашиот процес е комплетно автоматски и од таа причина работната сила е намалена. Тања, фала многу. Драги гледачи, ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме овдека во фабриката Вива, да видите, значи, за колку прекрасна фабрика станува збор. За сите оние кои подоцна се вклучија, супер звездите денеска се гости во една од најубавите и најдобрите фабрики за производство на природни сокови, а тоа е фабриката 3-4. Вива! Голем аплауз за фабриката Вива, за тоа што прекрасно не прими овдека. Фала ти, Тања, уште еднашка за начинот на кој што не примивте. Вака не сме примени нигдека. Дечки, како ви овдека? Супер? Ајде брзо пак нежи да сите тие што не гледаат. А во меѓувреме да кажеме дека ние сме вакви убави дотерани и облечени, бидејќи дојавме да бидеме гости во вашиот производен процес, а сега се наоѓаме во делот кој што се вика Лабораторија. Кој е главен тука? Значи во самиот процес на производство, главна е директорката на производство, нејзиното име е госпоѓа Сунчица Крстевска. Господја Сунчица, добре дојавте во Супер звезда. Како сте, господја Сунчица? Благодарам одлично. Одлично се чувствувам со овие прекрасни мали звездички. Фала ви многу. Имаме многу прашања за вас. Дечки, спремни се прашањата да видам? Ајде рацете горе кој има све прашање. Кој прв ќе праша да видам? Ајде, Сара, ти. Здраво, јас сум Сара и сакам да прашам од што се прават соковите Вива. Господја Сунчица, од што се прават соковите Вива? Значи, соковите се прават од чисто природно овоштие. Најнапред, овоштијата одат на пасирање или на пресување, на цедење, а потоа од нивниот сок се прават нашите сокови. Значи, од едно вакво овоше, например, од едно вакво јаболко, кога ќе се испресува, што се добива? Се добива овошна каша, која понатаму со додавање на разни додатоци кои го подобруваат нивниот вкус, например со шеќер, лимунска киселина и витамин С и вода, се добива сок кој што понатаму ние технолошки го третираме и добиваме конечен производ овошен сок. Супер. Дечки, дали сте виделе до сега овошна каша? Не!
Тања, дали имате овдека овошна каша кај вас? Се разбира. Ќе може да видиме како таа изгледа? Да. Ајде да видиме, господја Сунчица, каде е овошната каша? Овие се овошни каши од кои што ги припремаме нашите овошни сокови. Ајде ги демонстрираме, значи, ова овошна каша од што е? Ова е овошна каша од кајсија, ова е фрута микс, што значи мешавина од овоштие, како што се портокал, мандарина, гуава, манго, ананас, јаболко, кајсија, пасион и така натаму. Значи, све имаме во ова второто, а ова третото ми личи на круша. Пире од јаболко, Ово јаболко било, не било круша, а ова? ова е пире од праска, имаме ова оранж пире, потоа ананас пире, црвен портокал и боровница. Прекрасно, дечиња, ви се допаѓаат овошните каши како изгледаат? Значи, нема хемија, нема вештачки бои, нема вештачки ароми, Овие се чисти овошни каши. чисти овошни. Конзерванс без додатоци на бои и ароми. Значи, затоа велиме, значи, природно си е природно. Еве го овошето, драги гледачи, го гледате. И од, значи, пресувано овоше добиваме вакви овошни каши. Дечиња, имаме уште прашање. Ајде, кој е следен што ќе постави прашање? Повели Злато ти. Здраво, јас сум Дамјан и сакам да прашам колку портокали треба за 2 литра џус. Одлично прашање, Дамјан. Господја Сунчица, може да ни кажете колку портокали се потребни за 2 литра сок? За 2 литра 100% сок се потребни 3,5 до 4 килограми портокал. Значи, 4 килограми за 2 литра сок. Така е, А останатото се фрла? се фрламе. Ајде, дечки, спремни сте да пробаме овошна каша? Одиме да ги пробаме и да видиме каков е вкусот на кашите од кој понатаму се прави сокот на Вива. Добре, не се накапавме, какво е, кажи ми? Убава. Си пробала вакво нешто друг пат? Дома Не. вака мајка ти, татко ти знае да Не. направат, баба ти не знае да направи, Не. па прави джемово на вакво не прави? Не. Да пукне, значи супер, а? Петка, браво, одиме понатака, повели Елеонора, ајде, што ќе пробаш ти? Кој е ова? Што беше? Црвен портокал. Црвен портокал да пробаме. Ау, Елеонора, кисело е? Да. Малку, да, ти се допаѓа тебе? Да. Сгреши што го проба или не? Бам. Не, така, супер, вала, одиме понатака. Вала. Дадеме шеќер и тој е посладок Му и се повкусен. додава малку шеќер и Да. онда и посладок и повкусен. Ете, си имаме тајен рецепт. Злато, ти што ќе пробаш? Кажи ми, од кој? Од кој? А ти, Калина, од кој? Ајде, одиме да пробаме, одиме сите да пробаме, а потоа ќе ги дискутираме, значи, кој каков вкуси денеска овде во Вива. Дечиња, ви се допаднали овошните каши на Вива? Да! Ама искрено да видам кој му се допадна да крене одма рака тука, кој му се допадна најмногу една рака, а најмногу две раци и една нога. Краме леле. Колку е весело овде, драги гледачи, ова е невидено. Од што ти се допадна тебе, Јасна? Мене најмногу ми се допадна од ананас. А тебе, Злата? Од јаболка. А тебе, Дијана, кажи ми? Мене најмногу ми се допадна од портокал. А на друг некој од јаболко што му се допадне да видам овде, има ли таков? Јас, на пример, да гледаш. А твојот омилен вкус, Злато? Кајсија. Многу сакаш кајсија? Да. Браво, ете, гледаме, Тања, кој е твојот омилен вкус? Мене сите ми се омилени, значи не можам да кажам точно еден производ. А господја Сунчица, вие вашиот омилен вкус? Исто, и мене сите ми се омилени овошни сокови. Аплауз за фабриката Вива и за најубавите сокови на овие простори, драги гледачи. Фала ви многу што не примивте овдека, значи во лабораторијата. Тања, каде одиме од овде? Значи, од тука одиме во магазинот, од таму каде што се разнесуваат соковите. Значи да видиме каде соковите од кога ќе поминат овде низ процесот на пакување, на прање, производство, све и анализа. Одам, значи директно во магазин, така? Така. Дечки, тргаме во магазинот. 3, 4, је! Каде дојавме сега, Тања? Значи сега се наоѓаме во магазинот, од каде што се врши продажбата на нашите сокови. Све што ќе се направи во фабриката Вива доаѓа овдека и овој магазинскиот простор ќе се складираат сега во моментов од прилика. Колку сокови има тука? Многу. Многу сокови. А, дечиња, ви се гледаат многу сокови, бе? Да! Значи, драги гледачи, ептен многу сокови има.
Каде ќе отидат сите овие сокови? Значи, од вашиот магазин сега на Вива, до кои се точки на светот ќе стигнат? Така, значи освен во нашата земја, ние ги дистрибуираме, како што кажав и претходно, во Босна, во Србија, во Косово, во Канада, во Италија, дури и во Америка. На многу места ни светот. Аплауз за фабриката Вива, што направивме прекрасна фабрика, значи, со која што целата наша држава може да се горде. Освен тоа што децата пијат, кажавме во Италија, во Канада, во Македонија, во Србија, кои други пијат Вива сокови? Кажавме нашата војска. Значи, нашата армија веќе 10 години консумира Вива сокови, владата на Република Македонија, голем број на детски установи, образовни институции, градинки, здравствени организации и така натаму. Значи сите, Вива соковите е доказ дека се проверени и дека се број еден сокови какви што нема нигде со оглед на тоа што сите ги пијат. Така е. Супер. Значи сега го видовме магазинот, ви се допадна овде? Ова е делот кај што работат вашите вработени кои вршат продажба? Да, значи тоа е делот каде што нашите вработени вршат продажба и ги прават сите потребни документи за излез на робата. Тука се товарат камионите и после одат. Кој? Нашите купувачи. Да, одат кој преку океан, кој одат тука во блиските продавници и тоа е тоа. Да им мавнеме и да им пратиме пак на гледачите што не гледаат. Сега Тања одиме каде да се запознаеме со најбитниот човек во вашата фирма? Значи сега одиме се запознаеме со најбитниот човек, тоа е директорот Димитар Јосиповски. Одиме да го видиме директорот, драги гледачи, одиме ние кај директорот, вие доаѓате по нас. 3-4. Денеска супер звезда се специјални гости во фабриката Вива. Станува збор за една од најдобрите фабрики за производство на природни сокови во Македонија и пошироко. До мене се наоѓа генералниот директор и сопственикот господин Димитар Јосиповски. Добро дојдовте во Супер звезда. Добро најдовме. Благодарам што ја одбравте нашата фабрика да ја представите на овие прекрасни дечиња, да им покажете како и на кој начин се произведуваат убавите природни сокови што они катодневно ги пијат и воедно да го видат и процесот на производство, како и на кој начин се произведуваат тие сокчиња. Ова беше чудо што денеска дојдовме. Вистински сте биле на поинтересно место од ова денеска кај што го посетивме, не? Ви се допадна ли фабриката Вива? Да! Сите сме воодушевени од вашата фабрика. Навистина, ако сте вие одушевени, јас сум уште повеќе воодушевен и задоволен затоа што импресиите кои што ги слушам од ваша страна представуваат за нас само нов предизвик за уште поголемо ангажирање да направиме уште помодерна, посовремена фабрика со поголем број на артикли, со поголем асортиман, како би можеле да ја задоволиме максимално желбата на нашите потрошувачи, а првенствено на нашите најверни потрошувачи, а тоа се дечињата. Аплауз за генералниот директор. Аплауз за Чичко Димче за прекрасните зборови. Дечи, имате ли прашања до генералниот директор? Ајде, леле, многу прашања има. Ајде, еве, Давид, повели ти. Здраво, јас сум Давид и сакам да прашам дали беше тешко да се направи оваа фабрика. Така, дали беше тешко да се изгради оваа фабрика и да се дојде до ова ниво на кој што сте денес? Давид навистина постави едно многу интересно и темелно прашање. Навистина, создавањето на ова што денеска вие го видовте, помина 14 макотрпни години во работа на мене заедно со мојот тим и мојата фамилија околу мене. И морам да кажам дека во текот на тие години поминавме многу тешки моменти за да дојдеме до ова состојба во која што се наоѓа сега фабриката, или да сублимирам со една реченица на крај, навистина не беше лесно да се дојде до ова што представува Вива денес. Благодарам. Следно прашање кој ќе постави да видам. Леле, имаме многу, ама ќе поставиме уште едно договорено. Еве, Злато, повели твоето прашање кој е? Здраво, јас сум Андреј, сакам да прашам дали е тешко да се биде директор. Убаво прашање, нели? Прашањето е убаво, слично на прашањето од вашето другарче. Не е лесно да се биде директор на една ваква фирма, бидејќи во функцијата директор се испреплетени многу ангажирања, почнувајќи од организирањето на самиот
процес на работа, зборувам генерално, па следењето на тој процес по фази од магазинската служба, од процесот на производство, од продажба, од финансискиот сектор, од наплатата, од развојот, од делот што значи маркетинг, презентација на нашите производи, следењето на пазарот потесно и пошироко како се пласираат нашите производи и ред други работи кои што се неминовно придружни и пропратни во работењето на еден директор. Или со еден збор, работата на еден директор не трае само 8 или 9 часа колку што се наоѓа на своето работно место, трае многу повеќе затоа што директорот и во своето слободно време размислува како, на кој начин да ја организира фабриката, да ги организира луѓето, да го организира производството, да го напреди производството, да изгради и да прошири и да прошири фабриката со преработка на нови производи и ред други работи кои што се предмет на ангажирање на еден директор. Фала ви многу. Сакам да ве прашам, овие сите дечиња кои што се овдека дојдени, им се допадна фабриката, им се допадна и вработените кои што се млади и многу способни. Ни се допаѓате и вие како директор со овие прекрасни завршни зборови за крај. Имате ли нешто што ви сакале да им го порачате на овие дечиња? Што треба да прават во животот за да можат да остварат својата цел? Па поучен од моето искуство, би сакал да им порачам, гледам дека дечињата по прашањата кои што ги поставуваат, навистина зрело размислуваат, бар од ова што јас го слушнав, и бидејќи они зрело размислуваат, мислам дека е упатно да знаат ако треба нешто и ако се сака нешто во животот да се постигне, треба да се има пред себе јасно дефинирана цел. И ако веќе човек уште во младите или раната младост, како што се овие дечиња, имаат дефинирано своја цел животна и ако тежат да ја остварат таа цел преку својата амбиција, преку своето залагање, сигурно дека ќе успеат во тоа, но остварувањето на тие цели не оди само по себе, тоа бара многу труд, многу ангажирање, многу работа во смисла на остручување, завршување на сите школи, образовни институции, почнувајќи од најниската до највисоката, и на крајот успехот доаѓа сам по себе и ќе се доведат во ситуација да бидат блиску до она што значи зацртана животна цел, како што и ние кога сме биле млади сме имале исто таква цел. Фала ви многу, еден аплауз за Чичко Димче и прекрасните зборови, фала ви многу. Фала воопшто што денеска вака топло не примивте, значи морам да ви кажам дека на многу места сме биле во сите овие десетина години кога што постои Супер Звезда, ваков пречек и ваков прием сме немале никаде. Благодарам многу на пофалбите. Ова значи за нас уште една потврда дека не само во делот на производството, не само во делот на пласманот, него ние секогаш како фабрика ги отвараме нашите врати ширум и за пошироката публика, во случајот се работи за наши ценети и верни потрошувачи, и како гест на благодарност на тоа што вие сте задоволни од пречекот и од приемот во нашата фабрика, колективот на нашата фабрика на чело со мене одлучи на сите дечиња да им додели скромнен подарок по една кесичка во која што има сокови од по 1 литар во пјурпак пакување и друга уште една кесичка во која што има сокови
од мало до ипак пакување од 200 мг, да си ги понесат дома, да ги дегустираат, ако некој од вас не пие вива сокови, и уште еднаш да се убедат и уверат во квалитетот и природноста на нашите сокови. Аплауз уште едно за Чичкотинче, за тоа што Вива покажа дека е фабрика каква што немаме на овие простори и дека е фабрика со која што целата наша држава може да се горде. Како вели, природно си е? Природно! А Вива Сокови се Вива Сокови! Аплауз за Вива Сокови! И да им пратиме поздрав на сите оние кои што не гледаат бакнежи, гушкање и сакање до сите наши гледачи. Yeah!